Истокот ќе мрзне. Веќе од утре се најавуваат поларни студови. Температурите во наредните денови ќе опаднат и до околу -10 до -12 степени. Ова првенствено на тест го става здравието на луѓето, па лекарите советуваат како лошите последици од ниските температури да се избегнат. Им препорачувам на сите граѓани, значи во овие студени денови да се облекуваат подобро, значи да носат топла облека, да се хранат со свежа храна, да ако немаат потреба да не излегуваат од дома, тоа се однесува повеќе за хроничните болни. Исто така да примаат витамини, исто така топли напитоци. Освен луѓето, на ризик се и животните. Како ќе се заштитат оние сместени во Штипската зоолошка градина? Се става повеќе слама, каде што има потреба за топлуваме. Значи има приклучок до секој живалиште за струја, каде има потреба за топлуваме. Значи се грижиме на поголема, околу исхраната се зголемува храната, бидејќи со самото внесување на храна со подобра енергетска вредност се затоплува и самото тело. А многу ладно не е наарно ниту за чешмите и водомерите, па заштита им треба и на нив. Најдобро е водомерите да ги заштитат во водомерните шахти, да ги наполнат со струготини, што се однесува до чешмите во дворните места, за да не се прави штета и на самите странки и на нас. Најдобро е да бидат штопирани и испуштени, така да ќе се избегне и појавата на замрзнување. Едно е сигурно, кога температурите паѓаат, потрошувачката на струја и дрва за огрев расне. Сега како падна температурите, идеја сите дрва. Кој е потопло, не ода дрва, ама кој е студено, многу повише. Оти дома треба да биде позатоплено, по услови да имаме за живење. Најладно ќе биде на новогодишната ноќ. Тогаш температурите ќе паднат и до -15, а во Малешевијата и до -18 степени. Што ќе рече, за нова година бидете дотерани, ама и топло облечени.